Вака сега јас прво малце ќе се навратам на почетокот. Кога зборуваме за младинска невработеност, прво мора да ја дефинираме границата која што ги опфаќа тие луѓе кои што спаѓаат и се сметаат за невработени млади. Значи, секој млад човек кој што активно бара работа и има од 15 до 29 години се смета за млад невработен човек. Такви луѓе се најмногу во мојот делокруг со кој што разговарам речиси секојдневно. Разговараме за различни теми и најчесто паѓаме на разговор баш за младинската невработеност и за нивната борба во барањето на работа. Овдека меѓу присутните гледам голем број на мои пријатели. Низ разговор со нив константно слушам како или на некого не му било дадено работно место поради тоа што бил партиски определен, или пак бил партиски неопределен, па му било побарано партиски да се определи за да добие некое работно место. Тоа е најголем срам за било кој човек или институција која што раководи една држава. Младинската невработеност, за жал, во Македонија и односно стапката на младинската невработеност во Македонија е повисока од стапката на невработеноста во Македонија. И дури според истражувањето на Реактор, 75% од младите сакаат да си заминат од оваа држава. Исто така имам многу пријатели и имам пријатели на пријатели кои што отидоа надвор од оваа држава да бараат работа. Значи не постои млад човек кој што нема роднина, пријател кој што заминал надвор. Некои се вратиле после одредено време, некои воопшто не планира да се враќаат. Како ние може да го решиме тоа? СДММ веќе подолго време ја работи проблематиката на младинската невработеност, ја актуализираме константно и се обидуваме да наоѓаме начини и мерки кои што ќе помогнат во решавање на тој голем проблем. Во последната програма, изборна програма на СДСМ, беше токму вметнат и проектот Младинска невработеност. По примерот на земјите од Европската унија, беше и тој вметнат исто така во изборната програма. Освен проектот на Младинската гаранција, има и голем број на олеснувања кога се работи за вработување на младо лице во однос на плаќање на придонеси, субвенционирање на истите, но најмногу се обидуваме да го воведеме проектот на волонтерство и на менторство. Значи волонтерството не треба да се третира како луѓе кои што се ефтина работна сила, туку треба да се гледа како на амбициозни луѓе кои што се обидуваат да се усовршат и доусовршат и да научат нешто практично, за разлика од тоа што учат на факултетите, што е само теоретско. Надоврзувајќи се на тоа, тука и летната пракса, проект кој што треба да биде посериозен и треба повеќе да се работи на него и летната пракса да не биде само лист хартија на кој што некој познат ќе се потпише, туку да биде реална работа која што во CV-то на потенцијалниот работник ќе важи како работно искуство кое што го има. Со волонтерството исто така, само што сметаме дека паричниот надоместок кој што го добиваат волонтерите не им е доволен за да си ги покријат основните трошоци за храна и за превоз, а камоли па за нешто друго. Менторството е, мислам дека најмалку застапено кај нас во државата. Значи има студенти кои што имаат безпрекорен успех на факултет. Големите компании, фирми и установи треба да знаат и треба да може да го препознаат тоа и баш тие квалитетни кадри да ги задржат кај себе,
да ги доусавршат, да ги доучат, да споделат, да го споделат сетото она искуство кој што они го стекнале со текот на годините и да го пренесат, да не го чуваат само за себе, да очекуваат дека некој ќе научи затоа што работодавецот ќе му каже повели сработи го ова и после тоа дојди и кажи ми што и како си направил. Баш што треба да биде спротивно. Младите луѓе се секогаш сунгери за нешто ново, тие бараат да впијат и знаење и искуство, само треба да се најде некој кој што ќе им го даде, ќе им го овозможи тоа. Исто така имаме проблем голем со да речеме маргинализираните групи на млади лица кои што исто така не се вклучени воопшто во пазарот на трудот. Првенствено затоа што тие немаат доволно услови за да бидат вклучени во истиот. За нечиската работа исто така е потполно занемарена, за познати традиционални занаети во Македонија гледаме како полека изумираат, а тоа не треба да биде така. Со субвенционирање и со потпомагање на таквите бизниси ќе има и простор за самовработување на младите и за вработување на уште повеќе млади лица. Други за квалификацијата и доквалификацијата. Значи, живееме во време во кое што ден на ден се менува. Се менува технологијата, се менува начинот на живот, се менува буквално се околу нас. Се менуваат трендови. Треба да бидеме сите спремни да ги следиме тие трендови. Како што се менуваат трендовите, така треба да се менуваме и ние. За да се менуваме ние, треба некој да ни помогне и да ни укаже како треба ние да се смениме. Затоа треба да бидат организирани голем број на курсеви за квалификација и доквалификација, како и насочување на образованието. Имаме голем број на млади луѓе кои што се запишуваат пример на правен факултет само заради тоа што претходно некој од родителите им е правник или заради тоа што некој од родителите им сугерира дека треба да се запишат на правен факултет бидејќи така најлесно ќе најдат работа или ќе добијат некоја поголема плата. Тоа не треба да биде така. Прво заради тоа што со толку голем број на правници е многу нормално дека бројот на невработени правници само ќе се зголеми. Затоа насочување во образованието е повеќе од потребно. Мислам дека до сега немало такви центри во Македонија каде што некој ќе направи истражување, ќе го испита потенцијалниот студент што и како сака, затоа што голем број од средношколците самите не знаат каде и што треба да запишат, туку се одлучуваат баш по сугестија или на родител или на другар или на било каков начин. И на овие дел од овие мерки беа вклучени во програмата на младите и мислам дека младите почнуваат многу да ги препознаваат нашите намери и нашата борба за нив и се повеќе и повеќе се вклучуваат кон истите.